Поплавени домови, превртени автомобили, затрупани улици со кал, камења, отпад, пустош, хаварија, растрчани граѓани кои со солзи во очите спасуваат што може да се спаси. Вака изгледаше Скопскиот регион пред точно една година, кога силно невреме однесе 22 човечки животи, предизвикувајќи милионска материјална штета. Најпогодени беа Стајковци, Арачиново, Сингели, Киченто. Местното население со тага во очите се сеќава на денот кога небото и земјата се споја. Се сеќаваме дека тој ден што беше околу 6-7 зафатил, значи големо невреме и дождот паднал за кратко време, пунил вода 1 метар до 2 метри. Значи од таа време и внатре бевме и гледавме како врнеше и се гледаше од Страчници до Стајковци како куќите плива, извини вака што веќе, значи куќите све со вода беа. Сингели, Стајковци, све поле. А стварно врнеше 3 сата, без престанка. И тоа ужас беше стварно, ама водата не стои кај нас дека стрмно бега надоле и дојде у Стајковци го несе. Ората не ги покрши куќите и имав ора у среден двор, ги покрши куќите, керамеди, побута и така. Јас се наоѓа во Скопје, меѓутоа толку беше страшно тоа. На телевизија се гледаше, секој ден се даваше и од вашата телевизија, од сите други телевизии, така да и гледам сега, за сега е многу добро направено, така да задоволен сум јас. Еве, стално идам со автобус, убаво е, средено, чисто е. Непредвидено беше, а многу жалосно беше. Тоа не може да го забораваме никогаш во животот. Ама тоа е незапамтиво, што ја во мој живот не сум видел толку вода да има тука во Стајковци или кај сум доселен од таму од Паланка, до сега не сум видел толку. Секоја капка дожд е страв и трепет за нас, особено по поплавите, признаваат граѓаните и по една година стравуваат дека ваквата катаклизма може да им се повтори. Да не се повтори, обично тоа се случува ретко, многу ретко, на 100 години, на 150. Меѓутоа да не се повтори, затоа да имаме поубава иднина за младите. Стравувам и да стравувам кај нас, кај мене нема да има облачени, а нека стравуваат овие што се униско. Страхуваме дека не само ние, нашиот крај, Страчинци, Стајковци, Смилковци, Сингелич, овој крај, значи пак кога има така, малце се уплашени. Граѓаните до ден денеска се благодарни за помошта која што пристигаше од сите страни. Велат дека благодарение на армијата, волонтерите од Црвениот крст, доброволците, но и тогашната влада, за многу краток период штетите во поплавените подрачја биле санирани. Се чини дека по една година животот е вратен во нормала. Дворовите се исчистија, патиштата се асфалтираа, штетите се исплатија. Но голготата и изгубените човечки животи не можат да се повратат. Тие за секогаш ќе ја одбележат елементарната непогода, каква што не се памети во последниве 100 години.